Добивме првиот снег во Македонија, секако на повисоките планински привои, тема која што го отвора прашањето за подготвеноста на зимската служба за работа на терен, каква механизација поседува јавното претпријатие Македонија Пат, дали истата е доволна за потребите на државата и се набавија ли потребните количини сол за одржување на патиштата во зимски услови. Тема на разговор со првиот човек на претпријатието Костадин Ацевски. Добро утро, господин Ацевски, добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и добро утро на гледачите. Споменав снег пад на планините, каде имате најмногу работа овие денови? Најмногу работа овие денови, како и во изминатиот период, имаме на планинските привои. Ѓавато, Буково, Пресека, Стража, Плетвар и граничните премини, Ќафасан, Делчево, Свети Наум и туристичките места. Се разбира. Бидејќи снегот се уште е на повисоките места. Онаму каде што нема снег, превентивно велите сме на терен. Каде се превентивно вие има и што правите всушност на терен? Видете, ние секојаш тоа дали снегот е изненадил Македонија Пат или не е изненадил, и знаеме дека има многу вицеви за Македонија Пат, меѓутоа исто така постои една сериозна приказна и вредни, истрени и упорни работници кои во едни тешки услови се трудат да одговорат на предизвиците не само за зимското одржување, туку и за летното одржување на патиштата. Ние за зимската сезона се спремаме практично од јули месец, почнуваме да се спремаме, и така да не можеме да кажеме дека снегот може да не изненади, меѓутоа да, снежните врнежи од аспект на нивниот интензитет, време траење, можат да предизвикаат сериозни проблеми и застои на патиштата, и не само кај нас, туку гледаме и секаде во регионот и кај најспремните и неразвиените држави во светот и во регионот и во Европа, снегот може да предизвика сериозни проблеми. Ние сме распоредени на 38 зимски пунктови на територијата на целата држава, со соодветна механизација, соодветни количини на апразивен материјал, дежурна служба 24/7 и вршиме превентивно одржување на патиштата, односно согласно акционен план за зимска служба донесен уште во 2008 од Министерството за транспорт и врски со точни и прецизни рокови и начини на постапување. Вршиме превентивно одржување во зависност од тоа колку се температурите, што подразбира опесот чување на патиштата, односно нанесување на абразивен материјал, мешавина од сол и ризла и превенирање на поледици, се со цел нормално одвивање на сообраќајот до чистење на снегот во услови на снежни врнежи. Пред некои 2-3 месеци, кога имавме првата средба на линковско вклучување во Македонија наутро, за да ги известиме нашите гледачи дека е склучен договор за набавка на индустријска сол, ни кажавте дека има доволно сол за цела зима, имаме блага зима, што е добра информација, но не знаеме дали до мај ќе имаме снег. Гледаме дека со климатските промени кои се актуелни последниве години, никогаш не можеме да ги предвидиме, времето се менува, зимата не можеме да ја предвидиме. Она што е може како искуство да се извлече од последниве години, дека на некој начин е поместена зимата, ја нема во месеците кои биле класично зимски, меѓутоа затоа може да ја има во подснежниот период од годината, односно март, април, кога веќе очекуваме пролетни температури. Во однос на абразивниот материјал имаме обезбедено доволно количини и распоредено доволно количини по пунктовите, по зимските пунктови, така да во тој поглед сме целосно обезбедени. Ако сакате ќе ви кажам и точни бројки, меѓутоа имаме залика и од минатата година некои 6800 тоа сакам да прашам. Така да... Ако 32.000 тони сол се набавени, колку во просек да речеме се троши годично? Видете, 30.000 тони сол не се набавени, меѓутоа за да бидеме сигурни, бидејќи станува збор за ramковна спогодба од 2 години, се обезбедува, ќе ги има. Ние обезбедуваме некоја максимална количина која би можеле да ја повлечеме. Меѓутоа колку ќе повлечеме зависи од потребите и колку ќе наложи, колку ќе бараат условите на терен. И количините, проценката на количините и количините кои ќе повлекуваме не ги правиме сами како јавно претпријатие, туку во согласност со јавното претпријатие за државни патишта и надзорни инженери ангажирани од истото, се проценува колкави количини на сол се потребни за сезоната и истите ни се одобруваат. Врз основа на одобрените количини пак не ги повлекуваме целите, повлекуваме дел, па во зависност од динамиката на трошење повлекуваме уште. За оваа година првично се одобрени 11.752 тони сол. Од тие 11.752 тони ние имаме повлечено до сега, односно обезбедено и распоредено по пунктовите 6.000 тони, со залика од 6.800 тони од минатата година. Мислам дека за годинава ќе биде доволно. Доколку има потреба, ќе повлечеме дополнителна количина до овие 11.752. Ако има плюс потреба, ќе обезбедиме и
плюс количини. Споменавте на почетокот на разговорот има чисто шеги поврзани со предпријатието, меѓутоа предпријатието има и реални проблеми за кои што сакам да продискутираме. Пред сериозни предизвици сте секоја сезона. Споменавте индустријската сол, ајде малку да проговориме за механизацијата. Со каква механизација располагате и во каква состојба е истата? Па со механизацијата ние располагаме со 67 сопствени специјални возила, камиони наменети за чистење на снег и 48 специјални машини. Меѓутоа, ако ви го кажам податокот дека од овие 67 камиони за чистење снег, 26 се набавени во периодот од 80 до 97. 22 во периодот од 2000 до 2005 и 19 во периодот од 2018 до 2021. Значи, само 19 возила се со 5 години старост. А сите други, можете да видите, се од 2005 па натака. Значи, некаде 48 возила се со исклучителна старост, а за ваква зимска служба, каде што абразивниот материјал многу влијае на амортизацијата на возилата, мислам дека веќе стапката на амортизација и текако им е надмината. Така да невложувањето во механизацијата долги години назад представува и текако сериозен проблем во справувањето со предизвиците. Од 48 специјални градежни машини кои ги користиме за чистење на снегот, само 8 се со старост од 1 до 5 години, останатите 40 се постари од 20 години. А секојдневно возилата, има возила во одредени држави од светот, возила кои се користат исклучиво во зимскиот период и исклучиво за зимската служба. Ние нашите возила ги користиме зима за зимско одржување, лето за превоз на асфалт, тампони, за летно одржување на патиштата, така да исклучително се амортизираме. Проблеми, да. Што е со човечките ресурси кои ги има предпријатието на располагање? Секаде генерално недостасуваат во сите сегменти квалификувани кадри, како е кај вас? Мислам тука ситуацијата е уште потешка. Можам да ви кажам дека на 38 зимски пунктови, добра, по 4 смени ако земеме, проста математика, за сите зимски пунктови одговорен по еден на смена, само за зимските пунктови ни се потребни некаде околу 912 вработени. Колку ги има? Во моментов со вработење на неопределено со решение за работа имаме околу 500 и нешто. Што значи недостасуваат? И како сега? Како недостасуваат? Значи, некаде 2005 да речеме, биле систематизирани од 1200 работни места. Од тие 1200 работни места се пополнети моментално помалку од половината. Ако ви го кажам податокот дека од 2013 до 2022 година само природен одлив, пензионирање и починати вработени имаме 298. Во 2022 само по природен одлив имаме 51 вработени, 40 пензионирање, 9 починати вработени. На овие бројки дополнително со напуштање на работни места и преминување во други фирми, институции, со давање отказ од работните места, плюс има од 2013 навака заминат уште минимум 300 вработени. Така да човечкиот потенцијал, кадровскиот потенцијал е сериозен проблем, поготово што станува збор за специфични работни места, шофери, машинисти, патарски работници кои текако и недостасуваат генерално како струки, и тоа сакав да прашам. Недостасуваат на пазарот на работна сила, а се бориме со приватните компании каде што платите се далеко повисоки од платите што ги земаат во нашите предпријатија. И тоа сакав да прашам. Огласи за вработување има. Се пријавуваат ли? Има ли, прво, како прашам? Па, огласи за вработување нема. Имаме ние вработени на определено време, за кои секоја година обезбедуваме согласност за продолжување поради неопходноста за пополнување на тие работни места, меѓутоа се потешко и потешко е да се најде квалитетна работна сила. Кои се во моментов најкритични точки за возење во зимски услови во државата? Планинските превои. Каде што, поради висината и спецификата на планинските превои, исто така и деловите, каде, пример, Дебар, Штип Миладиновци, Автопатот, еве имаме во Битола затворена единица обиколницата поради појава на клизиште. Деловите каде што има одрони. Поради дождовите, снегот, одроните кои како имаме патни правци на кои одроните се редовна појава, меѓутоа во услови во зимски услови тие одрони се
како чести. Со паѓањето на првиот снег може да е тоа и 1 сантиметар. Првата реакција на граѓаните е каде се Македонија пат, но мора тука да разјасниме. Зашто е надлежна Македонија пат, зашто се надлежни локалните самоуправи. Секој град си има своја надлежност за одржување на градските патишта, од оно што го знам барем јас. Државните се во ваша надлежност, што значи дека не секогаш вие сте виновни за непроодноста на улиците. За зимското одржување Македонија пат е задолжена за регионалните, магистралните патни правци и автопатиштата, додека локалните улици се во надлежност на локалните самоуправи. Ние сме постојано присутни на терен и од аспект на тоа каде е Македонија пат е на терен 24/7, затоа можам лично да гарантирам, да потврдам и во текот на целата измината ноќ сега работе активно екипите и на пресека, и на стража, и на Буково, и на Ѓавата, така да Македонија пат е присутна на терен. Имате ли одредена соработка со локалните самоуправи во однос на помош и поддршка доколку им е неопходна? Имаме активна комуникација со локалните самоуправи и активна соработка. Споминавте предпријатието функционира и во услови какви што се, но слабостите секако треба да се надоместуваат. Има ли слух за потребите на предпријатието? Се потенцираат ли барањата некаде се? Барањата се потенцираат, слух има, ако сега податоците што ви кажав, гледате дека од 2018 до 2021 се набавени 19 специјални возила за чистење снег. Можеби и дополнително неколку машини, значи набавени се 8 машини за чистење снег. Ова изминатата 2022 година набавивме исто така градежни машини, 5 градежни машини, набавивме 7 полутоварни возила кои исклучително не беа потребни и за зимско и за летно одржување. Зголемивме плата на вработените се со цел колку толку да можеме повеќе да ги мотивираме. За годинава планираме да набавиме нови 5 машини, нови 7 полутоварни возила. Планираме да набавиме 50 камиони за чистење на снег, меѓутоа тоа се зависи од условите на пазарот. Сакавме да набавиме и 2022, меѓутоа условите на пазарот беа такви да што испораките секаде беа проблем. Оваа година дел од аналитичарите велат дека ќе биде потешка од претходната, некои велат дека ситуацијата ќе се стабилизира во однос на економската и енергетска криза, но споминавте 2022 ги помете сметките на предпријатието, па се надеваме дека за оваа нема да биде така. Бидете 2022 иако беше исклучително тешка година, предпријатието добро се снајде во оваа 2022 година. Намаливме одредени трошоци, зголемивме активноста, набавивме нови машини, набавивме нови возила, успеавме да подигнеме плати, да обезбедиме редовна исплата на платите, што е исклучително важно, нели, ако сакаме и квалитетна работа и посветеност на вработените, така да мислам дека 2022 подмиривме некои заостанати обврски, имаме уште многу обврски, се разбира, меѓутоа се обидуваме да фатиме чекор со подмирување на заостанатите обврски, така да мислам дека 2022 добро ја истеравме и се надеваме дека 2023 ќе биде барем поуспешна од 2022. Одржувањето на патиштата е ваша одговорност на државните патишта, но безбедноста е взаемна. Па тука некаде на крајот на разговорот би сакала да упатиме и апел до сите наши сограѓани возачи, кои што треба да бидат многу повнимателни за возење во зимски услови. Па да, знаете, возењето во зимски услови не е авантура. Иако честопати не изгледа како авантура, меѓутоа не може да биде исклучително опасно доколку не сме подготвени за тоа, доколку возачите не се искусни и доколку не поседуваат соодветна зимска опрема и што е исклучително важно не е само да ја поседуваме зимската опрема и да ја покажуваме на полицијата која ќе ја сопред, меѓутоа истата треба да сме спремни да ја употребиме во дадена ситуација. Во одржувањето на патиштата голем проблем, морам да кажам, не предизвикува и непочитување на правилата за сообраќај и непочитување на забраните што се даваат за време на зимската служба или непочитување на сообраќајните
сообраќајната сигнализација. Често пати товарни возила, камиони, шлепери со летни гуми на планинските превои, кои не ги почитуваат условите за сообраќај во зимскиот период, знаат да направат проблем, да се извртат, да го попречат патот и тогаш нашите возила и да сакаат остануваат заглавени во колоната од возила и не можат да интервенираат. Интервенирањето тогаш одржувањето е многу потешко. Затоа апелирам на сите, нели, апелирам до сите да ги почитуваме условите, да ги почитуваме пред се законот за безбедност во сообраќајот, односно да ги почитуваме, да ја почитуваме сообраќајната сигнализација, да ја прилагодиме, тоа не е само флоскула, да ја прилагодиме брзината на условите на движење на патот, да имаме соодветна зимска опрема и истата да сме спремни да ја употребиме. Знаете, прилагодувањето на брзината на условите на движење на патот, навистина треба доследно да го применуваме, бидејќи одвивањето на сообраќајот во исклучително тешки зимски услови, зборуваме тука при интензивни и долготрајни врнежи на снег, не подразбира надлежностите на Македонија пат е да обезбеди максимално колку може непречено одвивање на сообраќајот. Не значи тоа неминовно одвивање на сообраќајот по црн коловоз, меѓутоа да нема прекин и застои и сообраќајот да се одвива без прекини. Меѓутоа може да има остатоци од снег на коловозот, може да има снег на коловозот и затоа треба да се вози внимателно и да се прилагоди брзината на движење. И за денес имаме најава за врнежи од снег на повисоките места, што значи дека ќе имате полни раце работа. И сега, ако ви обичаено, зимската служба трае од 15 ноември до 15 март, тоа за вас не важи последниве години, имајќи предвид што направија климатските промени, па и во април и мај имавме снегови. Јас искрено посакувам помалку работа, почнавме блага зима, се надеваме нема да имаме изненадување во месеците кои следуваат. Се надеваме ние и дека соодветно ќе одговориме на сите предизвици што следуваат. Благодарам за гостувањето во Ви благодарам на поканата и ве поканувам некогаш на терен со вработените директно секако да правиме репортажа од одржувањето во зимски услови. Како впрочем и секое линковско вклучување следното ќе ни биде на терен. Благодарам многу. Ви благодарам.